Добар ден, почитувани. Јас сум Јадранка Костова, а вие сте на вистинската фреквенција 1 ТВ. Колегата Сашо Ордановски имаше еден убав израз, а тоа е најбрзо растечката телевизија, која за изминативе нецели 6 месеци на вистина прави бум во македонскиот етер. Веста за денот и за нас и за вас е секако дека од денеска ќе можат да не следат и гледачите на операторот Телекабел. Со ова мора да заокружиме дека 1 ТВ може да ја гледате преку следниве оператори VIP, Max TV, Неотел, значи рековме и Телекабел, а се очекува понатаму да можете да не следите и на Бум ТВ. Еве на екранот гледате за жителите на разните градови во Македонија како можат да ја следат нашата програма. Значи јас сум денеска домаќин на програмата на 1 ТВ, ќе се дружиме некаде до 22 часот и сега да преминеме на содржините за овие први 30 на минути до првите вести на 1 ТВ. Има 3 теми кои доминираат и во изминатите денови, кои се актуелни, а тоа се пред се судските процеси што ги води специјалното јавно обвинителство, потоа референдумот кој е закажан за 30 септември и третата тема се состојбите во најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМНЕ, особено после ставот што го искажа лидерот Христијан Мицковски, став кој многумина го сметаат и дека не е став, затоа што остави граѓаните сами да одлучат што ќе прават на 30 септември. И сега одиме на првата тема, поврзана со судските процеси на СЈО. Тука е колешката Кристина Атовска. Здраво, Кристина. Добар ден. Значи, јас сметам дека приоритет треба да дадеме на случајот Тенк, кој највеќе дотурка, Да, прочеме првата пресуда. Да, правосилна, бидејќи. Не е се уште правосилна, се чека одлуката на апелација за да стане правосилна. Една од тие пресуди да стане што ги води процесите СЈО правосилна. Значи имаше, мислам дека беше 5 септември, јавната расправа пред апелацијскиот суд. Така. И денеска е 14 септември, уште нема реакција од апелација. Има ли пресуда, нема ли пресуда? Така, според ставот ние што денеска го добивме од апелацијскиот суд, судиите таму вела дека се уште немаат одлука и дека се уште имаат рок да ја донесат одлуката, уверуваат дека ќе се донесе одлуката во законскиот рок, односно дека нема да дозволат да истече рокот кога би можело делото да застари. Ова е специфичен случај зашто уште малку време има некаде до крајот на октомври. Според делот правните мислења кои ги консултиравме, тие велат дека по завршувањето, односно по затворањето на таа јавна седница, треба во рокот 14 дена апелација да се изјасни, односно да донесе одлуката и за уште 60 дена да ја објави, односно да ја изготви со оглед на тоа дека кој датум е денеска, најочекувано би било одлуката веќе на почетокот на наредната недела да биде донесена. Ти подготви еден прилог, па повикувам режијата да го пушти, да се подсетат и гледачите за што станува збор во случајот Тенк и како одеше процедурата. Така. Се уште нема одлука по жалбата на поранешниот премиер Никола Груевски за затворската казна која му ја присуди судиката Добрила Кацарска за набавката на ултралуксузниот Мерцедес. Од Скопска апелација не соопштуваат кога ќе ја донесат одлуката, само велат дека јавноста ќе биде известена кога тоа ќе се случи. Се уште нема одлука. Советот ќе ја донесе одлуката во законскиот рок. Велат од апелација за 1 ТВ. Специјалното јавно обвинителство пак очекуваше од судот да донесе одлука во рок од 5 дена. Сметам дека нема да им треба многу време, едно 5-6 дена за да ја објават. Јавната расправа заврши на 5 месецов, без присуството на Никола Груевски, а 6 жалби ги образложуваа само адвокатот Стерио Зиков и обвинетиот Ѓоко Поповски, кој доби 6,5 години затвор за истото дело. Жалбите се однесуваа на според образложението на адвокатите, бројни суштински повреди на кривичниот законник и на самата постапка. Ден пред закажаната расправа, од собраниската говорница, Груевски ги обвини судиите од апелација дека примиле политичка наредба да го осудат, што предизвика реакција и демант од судот.
Јас одлучив, утре, ниту јас, ниту моите адвокати да не се појавуваме во апелациониот суд на јавната седница. Ако судиите се толку исплашени и притиснати, ако веде председателката подлегнала на барање за пресуда која е политичка нарачка, и ако толку не можат да издржат политички притисок, ете и можност да не се мачат, да не им пречиме, па и без мене таму и без моите адвокати нека донесат каква пресуда прифатиле како обврска да ја донесат. На истата пресконференција, новинарите повторно му замерија на Груевски што не остана да одговара на прашања. Кој бил вашиот предлог? Беше дел од пазување. Дали вашата слобода беше? Не можам да не го питате. Не ве добираме, ќе може да го одговарате на новинарите. Зошто бегате од новинарите? Партиски говор беше ова на митинг. Апелација преку соопштенија ги нарече неговите обвинувања исконструирани и тенденциозни со цел да се дискредитира судот. Предходно, на 31 август, Груевски и Ѓоко Поповски, кои се спроведува со лисици од притворското оделение во Шутка, поминаа 10 часа во ходниците на апелациониот суд, а тоа се должеше на низата барања за изземање. Прво судечкиот совет даде пауза за да одлучува по барањето за изземање на судечкиот совет, а потоа паузите следеа заедно со барањата за изземање на председателот на апелацијскиот суд, судијата известител и председателот на судечкиот совет. Сите барања беа одбиени. Сега се чека апелација да ја соопшти одлуката, дали тенкот што ја чинеше државата 600.000 евра ќе го чини поранешниот премиер 2 години затвор. Кристина, кои се очекувањата? Ќе има затвор или нема да има? Според очекувањата на луѓето со кои што ние сме во контакт, на правниците, меѓу другото и на обвинителите од специјалното јавно обвинителство, се дека апелација ќе потврди одлуката на првостепениот суд. Така, според досегашната судска пракса, да. Не она што обвинетиот го тврди за политички реваншизам или слично. Јас и од сега ќе споменам дека во терминот од 17 до 18 часот ќе имам и трибина на оваа тема. Крупните зверки, политичарите, како да уживаат посебна заштита пред нашето судство, така за разлика од обичните граѓани. Ние во овој период навикнавме од Сабајле, како што беше денеска времето ќе биде вакво и такво, патиштата овие проодни и кои судски процеси се водат од СЈО. В некои денови по 3-4, денеска само еден беше Топлик Милејана Киевски. Милејана Киевски. Одложено е. Во тој случај рочиштето денешно е одложено, бидејќи не се појавиле двајца од сведоците, меѓутоа според најавите на судијата кој го води овој случај, сосема известно дека на следното рочиште ќе бидат спроведени со полициска придружба. Кристина, ги следиш судските процеси. Имам впечаток дека многу се развлекуваат и се одложуваат. Па тоа, впрочем, според мојата перцепција, тоа и е некој метод на обвинетите. Истото се случи сега со апелација. Ако се сеќавате, првично беше закажана на 30 август, меѓутоа таа седница се одложи токму поради неприсуството на адвокатите на Груевски со образложение дека имаат други судења. На следната седница веќе председателката на судечкиот совет Цветанка Периќ дури проверуваше дали адвокатите во моментот се на други рочишта, па еднаш кога дојде до заклучок дека сите други судења им се одложени, па немаат причина зашто не би се појавиле пред апелација. Истото се однесува и со овие барања за изземања, тие се како второстепени, ако можам така да се изразам, после недоаѓањето на адвокатите, после неприсуството, после кога псипуваа судот со најразлични барања за изземање, прво на целиот судечки совет, а потоа и поединечно. И тоа е тактика што се користи во речиси сите судски процеси што СЈО ги води во моментов. Ова ме подсетува, благодарам Кристина, на една анегдота или приказ на царот кој на двајца осуденици на смрт им понудил шанса да се спасат од бесилка. Имено им рекол, оној кој ќе го научи мојот коњ, кој му бил омилен на царот, кој ќе го научи да лета во рок од 1 година, ќе куртули од бесилка. Едниот од овие двајца прифатил
И вториот му вели подоцна: па добро, лут ли си, како ќе го научиш конјот да лета? Овој рекол: јас ова добив 4 шанси да преживеам. Првата опција е дека можеби царот ќе умре во овој период. Втората е дека можеби конјот ќе псоиса. Третата е можеби речи јас од природна смрт ќе отидам. А четвртата, па можда ќе го научам конјот да лета. Јас имам впечаток дека добар дел од овие обвинети Може би се надеваат. Ај што се надеваат, нели, ќе се смени власта, ќе биде ова, но дури дека конјот може ќе пролета. Ти благодарам, Кристина. Во овој контекст сега ќе се надоврзам и со интервјута во најновиот број на неделникот Фокус на врховната судика Неделкова, која во овој контекст и вели: ни Господ Бог нема да им помогне на обвинетите од СЈО. Сега преминуваме на втората тема, врзана за референдумот, но и за случаите кои произлегува од бомбите. Ќе ве подсетам за оние кои можеби не го следеле вчерашното интервју на колешката Кочишки со Бубокаров, а и оние што го следеле, добро е да видат неколку поенти. Имаме материјал во кој Бубокаров токму говори за бомбите. Тој жали што него не му ги дале да ги објави. Говори за можностите колку можат да бидат сечени, лепени и монтирани, но и за неговото активно учество за Европска Македонија. Режија, ако може прилогот. Јас бев многу разочаран. Од една страна ми беше драго што се отворија и ова му го имам кажано на Заев лично во една прилика, дека никому не сум завидел во животот, единствено ми е криво што нему му ги дадоа бомбите да ги кажа, што не ми ги дадоа мене, јас да ги пуштам во јавност. Толкувањето на бомбите и обидот бомбите да се прикажат како монтирани, лепени, одлепувани, разлепувани, долепувани. Значи, понудив на неколку колеги од телевизиите, им понудив да дојдеме на лице место, бидејќи мене ми е специјалност насинхронизација. Сме правеле насинхронизација на политичари, сме лепеле, знаеме како се прави тоа. Значи, сум понудил на јавноста да ја прикажеме на лице место што значи монтажа, што значи лепење и дека тоа што е лепено има како да се познае дали е лепено. Точно е дека разговорите се кратени, бидејќи таму се слушало се, од А до Ш. Меѓутоа, овие работи што ги има, што се стајни у целина, они што викаат се вадени од контекст. Се си е тоа многу регуларно и многу веродостојно. Јас го чувствувам моментот дека сега е моментот да се направи пресврт не само во нашата држава. Мислам дека луѓе не сваќаат доволно, а не сваќаат заради тоа што со нивните, да речем, партии не работеле доволно за да ги подготват, за да гледаат низ реален диоптер, а не со искривен диоптер. И за тоа им е многу тешко на многу луѓе сега да прифатат дека го губиме името, дека губиме идентитет или не знам што со тоа што ќе ставиме додавката на името. Ја имам додавка на името. Јас сум Љупчо Каров. Имам додавка на името Бубо. Ако прашате кој е Љупчо Каров, 90% ќе ви кажат не го знаат кој е, а Бубо Каров го знаат сите. Значи, споредбата можеби не е соодветна, меѓутоа како пример сакам да го кажам тоа дека една додавка не може да ти направи промена на идентитетот ако ти си сигурен во тоа што си. И ти си секогаш тоа што ќе кажеш ти дека си. А тоа што технички ќе мораш некогаш да направиш некоја отстапка, да направиш некој компромис, тоа е многу нормална работа, посебно у 21 век. Тоа беше Бубокаров. Сега минуваме на третата тема која ви ја најавив, состојбите во ВМРО ДПМН, откако го кажа ставот за 30, кој за многу мине и не е став, бидејќи беа повикани симпатизерите на партијата како сакаа да постапат. На оваа тема ќе разговарам со
колешката Весна Велкова-Тодоровска. Здраво, Весна. Здраво. Има ли денеска некои нови реакции, бидејќи има такво разногласие во опозицијската партија? Некои се да се излезе да се гласа против, други се нели да се бойкотира воопшто референдумот. Од сите тие ставови, секој ден, денеска има ли нешто ново? Се огласи ли некој? Денеска нема ништо ново. Последна изјава даде лидерот на опозицијата Мицковски вчера по средбата пред ЕУ Инфоцентарот, во која повторно го кажа стариот став дека останува на ставот партијата и сите членови сами да одлучат како ќе постапат на референдумот на 30 септември. Во партијата тоа го толкуваат во изминатите неколку денови како поделба на партијата. Веќе се покажа и фракции во партијата, така да уште вечерта се виде со одлуката на двајца високи партиски членови, фактички подпредседателот на партијата и уште еден да гласаат против, се виде дека тешко ќе оди во партијата дека ќе има поделба по тоа прашање. Таа поделба веројатно би можела да дојде после референдумот, зависно од резултатите. Некој ќе треба да понесе одговорност доколку нели помине референдумот. Така е, демократската фракција веќе најави и побара оставка доколку референдумот на Заев успе, они така велат. Така. Може и да ги цитирам дека тие се фактички против бојкотот на референдумот, тие се не против тие се за бојкот на референдумот, чија основа, како што велат тие, договорот на Преспа, и тие едноставно велат дека со ваквиот став времето на Мицковски е поминато, бидејќи требал да заземе јасен став по прашање. Мислам дека имаше еден коментар нивен дека Мицковски манипулира и со симпатизерите на ВМРО и со меѓународната јавност, се во функција да го заштити криминалот на претходното раководство. Тие цитираат и една негова изјава, мислам дека на маршот во Кичево, нели, ако ве предводам, следете ме, ако се двоумам, потурнете ме, ако ве предадам, убите ме. Така да, по нивната реакција може да се каже дека сметаат дека овој став е предавство? Предавство. Па тие сметаат дека треба јасен став од лидерот за да го поведе сите нивни членови и сите оние граѓани, 455.000 кои гласа на парламентарните избори. Така да тие јасно и гласно велат дека доколку референдумот успее на партијата ќе треба ново раководство, бидејќи овој став веќе ќе биде надминат. Овој став не е став, всушност. Овој став не е став и ќе се надмине генерално и затоа тие бараат и смена едноставно на лидерот на раководството. Ајде да го видиме сега, ти подготви и прилог, па ќе продолжиме подоцна на оваа тема. Пред да дојде в понеделник еврокомесарот за проширување на Европската унија Јоханес Хан со порака до македонските граѓани. Доколку Македонија ги исполни поставените услови, земјата може да смета на почеток на преговори во средината на 2019 година. Во спротивно, земјата ќе биде изолирана. Ако сега не се искористи оваа прилика, прилично сум убеден дека вратата ќе биде затворена со децении, ако не за секогаш. Во политиката треба да се биде внимателен, но во догледна иднина ќе биде затворена и тоа ќе биде штетно за граѓаните во земјата, вели Хан во интервју за МИА. Во агендата на еврокомесарот, како и на претходните високи меѓународни гости, е средба и со опозицијскиот лидер Мицковски, а председателот на ВМРО ДПМН пак и понатаму не се изјаснува дали ќе гласа на референдумот, туку ја продолжува неизвестноста. Те видите на 30 септември дали ќе гласам. Повтори деновиве неколку пати Мицковски, со што и натаму останува дилемата дали со повикот на ВМРО ДПМН секој да одлучи по сопственото убедување, всушност се повикува на тивок бојкот или не. Ваквата теза високи функционери на партијата и тој самиот ја негира, но со неизјаснувањето на нивните позиции оставаат простор партиското членство да го толкува повикот од партијата и како повик за абстиненција. И вчера Мицковски со повик до граѓаните да не подлегнуваат на притисоците. Да се обратам до граѓаните на Република Македонија, до моите пријатели, до роднините, до моите соседи, до моите колеги, до моите сопартици. И сакам да ги замолам сите граѓани во Република Македонија да не подлегнуваат на сите овие обиди за понижување, за омаловажување,
бидејќи никој во историјата македонскиот народ не го камшикувал, па нема тоа да му го дозволиме ниту на Зоран Заев, ниту на било кој ќе се обиде да направи такво нешто. Никој во историјата не успеал да го понижи сопствениот народ, македонскиот народ и останатите граѓани во Република Македонија, како што тоа го прави Зоран Заев изминатите денови. Партискиот подпредседател Александар Николовски за Фактор вели дека ги разбира охрабрувањата од меѓународните фактори до владата, но ВМРО ДПМН не сака да ги лаже граѓаните бидејќи договорот е погубен за Македонија. Ако продолжат со ова однесување и не испорачаат во однос на трите работи кои што им ги побараја, еве јас сега тврдам дека и в година во јуни нема да добијат датум за почеток на преговори, без разлика како ќе заврши ова со името. Еве да заврши според нивното најубаво сценарио, кое што за жал ти е најлошо за македонците, ама еве така заврши, јас тврдам, вака да продолжат, датум не добиваат. И собранискиот спикер Талат Џафери вчера на ТВ Тилма посочи дека со таквиот став ВМРО ДПМН ризикува 400.000 гласачи да останат без водство. Правото на секој граѓанин да учествува на референдумот е неприкосновено. Затоа апелираме секој да го искористи тоа свое право и да излезе да гласа, бидејќи се одлучува дали ќе останеме статус кво ситуација по која не можеме да предвидиме каде ќе одиме, рече Џафери за Телма. Против одлуката секој да гласа по собствено убедување на извршниот комитет на ВМРО ДПМН беа двајца членови, подпредседателот на партијата Митко Јанчев и Костадин Богданов. Не е исклучено деновиве да се обелодени дека и други членови во партијата сметаат дека треба да се излезе на референдумот и да се гласа против со јавно изјаснување за нивната позиција. Од друга страна, партиското раководство, судејќи според нивните изјави, ќе се обидува да го избегне одговорот на прашањето дали ќе гласаат на референдумот и наместо тоа фокусот во нивните настапи ќе се обидат да го насочат кон партиските противници. Ако сега не се искористи оваа можност, прилично сум сигурен дека вратата ќе биде затворена со децении, ако не за секогаш. Во политиката треба да се биде внимателен, но во догледна иднина ќе биде затворена и тоа ќе биде штетно за граѓаните во земјата. Од друга страна, партиското раководство, судејќи според нивните изјави, ќе се обидува да го избегне одговорот на прашањето дали ќе гласаат на референдумот и наместо тоа, фокусот во нивните настапи ќе се обидат да го насочат кон партиските противници, критикувајќи го работењето на владата. Повторно сме во студиото. Весна, дали од сето ова може да се заклучи дека бројните посети и притисоци од меѓународни фактори секојдневно кои се среќаваат нели со раководството на ВМРО ДПМН имаат или немаат ефекти? Па Мицковски и високите партиски членови продолжуваат со старата реторика, као да не допираат до нив сите овие пораки од меѓународниот фактор. Еве гледаме и слушаме дека Хан доаѓа во понеделник со истата порака со поддршка за референдумот, но како што сметаат дел од експертите, наместо обединување на партијата, тие како да ја продлабочуваат таа разединетост. Да, дел од реформаторите имаат став дека треба да се излезе на референдумот. Тие не го кријат, тие одамна. Подпредседателот на ВМРО ДПМН и градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев беше така. И тој јавно искажа таков став. Од друга страна, споменавме Демократската партија која е за бојкот, значи тоа создава една какафонија од разни ставови. Наредниве 2 недели што може да се очекува од тоа? Или ништо до референдумот нема да пукне? Па повторно те се повикам на дел од експертите, значи не очекувам дека Мицковски и високото партиско раководство ќе сменат нешто во својот став. Мислам дека ќе продолжат со вака да кажам и продлабочување на разликите во партијата, бидејќи сите граѓани се оставени и нивното членство се оставени сами да одлучат на денот на референдумот. Па на крајот на криштата граѓаните секогаш сами одлучуваат, без оглед дали некој ќе ги повика вака или онака. Но ми беше интересен исказот на Мицковски на интервју деновиве, кај што средбата со на 24 вести, коректно е, нели да кажам, каде што за средбата со Меркел кажа дека разговарале нешто во стилот дека студирале ли дали на некој во Германија исти универзитет. Потоа следниот собир на народните партии, сестринските партии, што
помалку е, како да кажам, смешно, затоа што се знае зашто е дојде на Меркел. Никаде тука не беше споменат референдумот. Така, јас не верувам дека на таа тет средба канцеларката Меркел не му посочила на лидерот на ВМРО ДПМН што треба да направи. Така да, сепак партискиот лидер нешто не открива до крај во јавноста, тоа е негова право, нели? Така. Добро. Весна, ти благодарам. Јас колку што мислам дека има уште 2 минути до вестите, па со ова се одјавувам. Наскоро ќе можете да ги проследите вестите на 1 ТВ. Iscrpno istražuvanje i навремено известување. Истражуваме, не погодуваме, критикуваме, не осудуваме, прашуваме, не амнестираме. Следете 1 ТВ, а ние ќе следиме вистината. Секогаш први. Во спортот најважно е да бидете број 1, така и меѓу телевизиите. Гледајте спорт на 1 ТВ. Реални и директни. Откриваме, истражуваме, информираме. Нашите стории ќе бидат огледало на нашето општество. Во денешно време вестите го обликуваат нашиот живот, го движат и го менуваат светот. Секој ден информативни изданија и централен дневник на 1 ТВ. Довербата на гледачите е наш врвен приоритет. Гледајте вести на 1 ТВ. Вести на 1 ТВ. Во новата сезона на 1 ТВ ќе гледате. Од понеделник до петок само на 1 ТВ новото шоу наречено Возење со Вучича. Бидете заедно со нас, учествувајте во шоуто, ќе има многу големи награди. Бидете со нас. Во новата сезона на 1 ТВ ќе гледате. Вашите мислења и ставови на актуелни теми само во вашата 1 минута на 1 ТВ. Со мене, Јана Јосифовска, секој работен ден. Бидете со нас. Четирнаесет часот и 30 минути време за вестите на 1 ТВ. Македонија испишува историја, не само национална, туку и европска. Со договорот потпишан со Грција за надминување на разликите околу името, имаме уникатна шанса за отворање на вратите на Европската унија и НАТО. Би сакал што поскоро македонските пријатели да ги видам во групата пријатели обединети во двете асоциации, истакна денеска во Охрид државниот министер за Европа при Германското министерство за надворешни работи Михаел Рот, посредбата со министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров. Шефот на македонската дипломатија пак истакна дека посетите на високите германски представници на земјава се потврда на силниот интерес на Германија за Македонија конечно да застане на нозе и да зачекори напред.
Би сакал да ги охрабрам луѓето во вашата прекрасна земја да ја прифатат оваа историска можност. Доколку го поддржите договорот, тоа ќе биде значаен знак дека македонците се силно посветени на демократијата, владењето на правото, независноста на судството. Тие ќе станат круцијален дел на обединетата Европа. Мора да ја продолжиме нашата соработка, нашето пријателство, заедничките обврски, така што сум голем оптимист во таа насока. На 30 септември имаме голема историска крстосница. Мислам дека ќе успееме, влогот е голем, пораките се јасни. Никој не знае дали оваа наша генерација ќе има следна шанса. Јасно е дека договорот тешко поминува и во Грција. Тоа значи дека е одвоен најден заеднички јазик. Ние сме македонци, зборуваме на македонски јазик. Вчера премиерот во Страсбур првпат се обрати на македонски јазик и доби овации. Иако вчера Европарламентот стана на нозе за Европска Македонија, ние ќе станеме на нозе за истата кауза и на 30 септември. Доколку Македонија ги исполни поставените услови, земјата може да смета на почетокот на преговори во средината на 2019 година, вели еврокомесарот Јоханес Хан во пресрет на неговата посета, најавена за понеделник. Во спротивно, вели тој, доколку се пропушти можноста за прифаќање на договорот со Грција на референдумот на 30 септември, вратата на Европската Унија ќе се затвори за децении. Ако сега не се искористи оваа прилика, прилично сум сигурен дека вратата ќе биде затворена со децении, ако не за секогаш. Во политиката треба да се биде внимателен, но во догледна иднина ќе биде затворена и тоа ќе биде штетно за граѓаните во земјата, вели Хан. Околу условеноста на датумот за преговори, еврокомесарот за проширување цени дека и без таа условеност Македонија ќе требаше да чека најмалку една година за фактичко започнување на преговорите, бидејќи тие бараат подготвителна работа. Македонија бира меѓу самоизолација и евроатлантска иднина. Вака е насловена најновата анализа на јавното мислење што ја спроведе Меѓународниот институт за блискоисточни и балкански студии ИФИМЕС од Љубљана. Според оваа анализа, вкупно 63,6% од граѓаните на Македонија ќе учествуваат на престојниот референдум, а 67,3% се за членство во Европската Унија и НАТО со прифаќање на преспанскиот договор. Анкетата е направена од 1 до 10